Ја верувам дека и секогаш сме во очекување некако си да секогаш на почетокот на годината имаме зборови за целата година, имаме визии за целата година, пророштва за целата година и во дадени времења секогаш тие работи се добредојдени, но мора да ги препознаваме и кои се тие времења. Така да, она што верувам дека ако нешто е исправно, а тоа е да имаме можеби да сме осетливи на Светиот Дух ни целата година, и без разлика на тоа што ја кажам на почеток на годината, зашто понекогаш многу работи знаеме да кажеме, но после самите ние да ги заборавиме, а да се заборават и од луѓето. Така да, она што јас мислам, она што јас верувам е дека тоа што веќе е ставено, пак ја спомнам од вечноста во нашите срца, тоа ќе си наоѓа простор во текот на годините. Без разлика дали било 2020 како лоша година, без разлика 2021 што се очекува од разни аспекти. Сите имаме разни очекувања во текот на годините, во текот на животот. Ако прашате секој поединечно има тотално различен поглед на 2021 и на тоа што он лично очекува. Но мора да бидеме заедно свесни, а тоа е да имаме и колективни очекувања за нештата. Посебно ние како колектив, ние како црква. Го разбираме тој момент. Верувам дека и владата има едни очекувања, не секогаш во проценките погодуваат, не секогаш и ние како црква знаеме да погодиме, но знаеме да си признаеме, знаеме едноставно да продолжиме со истото, знаеме да живееме. Тоа е многу битно. Во животот, вие самите знаете, се случуваат грешки, се случуваат работи кои не се во наша контрола некогаш, се случуваат работи кои се тотално во наша контрола и тогаш може би сме и најсилни, но колку понекогаш да се чувствуваме слаби, не сме кршливи, еластични сме. Ова е многу битно да го знаеме. Да, понекогаш знаеме да бидеме слаби, но не сме кршливи. Зошто? Зашто нашиот дух е бодар, не е кршлив. Еластични сме. Знаеме како со работите. Можеме да бидеме, како што слушнав зоне преведувајќи, флексибилни или еластични за нештата. Така да, минатата година јас баш имав чест да зборувам во првата служба од годината и реков дека 2020 ќе биде многу чудна година. И тоа е толку општо, што најверојатно многу погоди, ама понекогаш сакаме ние конкретни нешта. Ја верувам дека конкретни нешта сме она што ние сакаме да го видиме. И оваа година што е пред нас, најверојатно ќе биде израз не само тоа што очекуваме за година, тоа што сме очекувале пред уште 2-3 години за нас во животот. Затоа е многу битно каде се нашите очекувања, колкави се нашите очекувања и што се нашите очекувања. Зошто? За да не бидеме ние носени од ветрот во несигурноста, да не бидеме како бранови фрлани лево-десно. Ја имав неколку сонови во минатото, каде што брановите ме фрлаа. Се додека некој 4 или 5 сон ја научив лекцијата и кога дојдоа брановите, знаев како да пливам во нив. Така да, може би сме биле или во фаза каде што сме понекогаш фрлани од бранови, но да ја научиме лекцијата и да почнеме да знаеме да пливаме во брановите, да знаеме да сурфаме низ брановите. Го разбираме овде? И тогаш ќе речеме да, стварно Господ ме порасна низ текот на годините, низ текот на мојот живот. Јас верувам дека ова е многу битна порака, да знаеме, не да очекуваме секогаш да нема бранови, не да очекуваме секогаш да нас не одминат брановите, него знаеме да влегуваме во нив, да пливаме во нив, да сурфаме во нив и да излеземе како победници над тие бранови. Амин. Зошто? Зашто ќе согласите со мене, бурни се времињата, бурни се луѓето околу нас, бурни се нештата околу нас, се креваат понекогаш како бранови. И нешто што е толку очигледно, библиски очигледно, но и во нашиот живот, кога се поминуваат низ тие бранови, најголем аспект или најголема акцент Библијата става врз довербата на Бог. И ова сме го виделе во нашите животи најверојатно едно минимум 100 пати,
а максимум не знам до каде ќе оди таа бројка. Каде што на вистински, да, во фаза на разбранување околу нас, многу пати не е нашиот живот разбрануван. Разбранувани се животите околу нас. И сега што е интересно, братската љубов не е едноставна така да ја кажеме само. Братската љубов е нешто многу возвишено, нешто што кога некој ќе биде разбрануван, тебе те допира. Ова секогаш сум го согледал, но последно време го согледав, така да многу работи што се случија на луѓе, што ги чувствувам, што ми се браќа или сестри во Христос, едноставно исто со толкава мера ги чувствувам и јас работите. И знаете, има тука две мудрости. Да не зависиме од, ако можам да кажам, судбините на другите, е прво, зашто што можеме да западнеме во летаргијата на тоа што се случува постојано околу нас, постојано некои луѓе, без дури и да ги расудуваме нештата зошто некогаш некои работи постојано се случуваат околу нас. Тоа е едната, а другата е братската љубов. Да ги разбираме, да се соживуваме со истите. Знаете, нашето битисување во голем дел го зазима чувствата, го зазима душата. Ние можеме да звучиме духовно и да кажеме ние да сме духовни или најдуховни или еден од друг повеќе духовни се, но мора да разбереме дека чувствата, емоциите, дека душата го зазимаат големиот дел. Знаете ли што значи тоа? Тоа значи дека ако ние ги криеме овие нешта, тогаш се криеме во голем дел кој сме. Душата, емоциите, чувствата се тука да можат луѓето да ги видат, за да можеме да имаме братска љубов, ако можам да кажам, на ниво, каде што ќе се разбираме едни со други. Инаку не можам да знам што ти се случува, ако не излие од тебе тоа што се случува. Дали е на душевно ниво, дали е на телесно или е на духовно. Го разбираме овој? Така да не криеме нешто што е уствари зафаќа голем дел од нас самите. Зошто тогаш најверојатно не би биле искрени со самите себе, но не би биле искрени и со другите. Така да не е страшно да еден друг го знаеме како се чувствува, да еден друг знаеме ни што поминува. Затоа е таа братска љубов, да ги надминува тие работи. Јас сум кажал многу пати и пак ќе кажам. Јас знам дека многу им значи на луѓе кои ќе им кажам дека те мислам. Или кои ќе им кажам се молев за тебе. Знаете, луѓе, посебно луѓе што не го познаваат Христос на начин како што ние го познаваме. Се сецнуваат луѓето. Стварно се молиш за мене? Зашто можеби некогаш и не слушнале таков дел. А мене можеби ми било најобичен збор да кажам, за да ти обрнам внимание, види се молам за тебе. Таа е таа братска љубов за која ние збориме. Таа е таа љубов што вика Христос, тој што ја прави тајно, Бог ќе ја награди јавно. Наградата не е секогаш ние како што замислуваме, наградата е некогаш многу повеќе од ние што замислуваме. И нешто што сакам во денеска колку го слушав, имаше убава порака за добри вести. Да, и така да убаво е да се почне годината со добри вести и верувам дека добрата вест никогаш не паднала на цена, напротив, секогаш цената е највисока, зашто највисоката цена што можеше некој да ја плати за некого, а во овој случај за цело човештво, беше цената што Христос се плати. Вау! Сега, која имаме таква платена цена, како што кажува Павле, скапо сте платени. Кога сме скапо платени, знаете ли што треба? Треба и да се почитуваме малку. Зашто го почитуваме и делото на Христос. Амин? Скапо сте платени. Вау! Затоа имајте исти мисли, како што имаше Христос. Амин? Знаете колку пати знаеме да кажеме колку е лесно да се кажат работите однапред. Да, дали е лесно, не знам зашто тоа што е кажано, после тоа сноси и одговорност, но колку е вистинито и колку треба да се кажуваат работите однапред. Амин. Нешто што е можеби до исклучителна важност во вакви моменти
слушнав една статистика дека оваа година била убедливо нема да потребам збор они кои што потребуваат црни или не знам како, но и институционално и секако најлоша година. Тоа значи многу лоша година. И сите например, ако сте во бизнисот, ако има ваков пат, тогаш бизнисмените вложуваат многу зашто очекуваат голем раст после тоа. Значи секој сака да го заборави ова и да тргне кон нови победи, кон нов просперитет, кон нови благо состојби. Ајде, во моментот замислете си ги трите зборови со кои ме честитавте нова година на луѓето. Да бидеш благословен, да бидеш среќен, здрав, жив, да имаш целата благосостојба што може да ја имаш. И имате ни, ако можем да ги наречем религиозни духови, што се закачуваат само на лошите или на мемориите од минатото што се случило, закачуваат и ама види, дај некако само да поминеме, ќе го слушнете тој збор. Тоа е многу лесно, некако да поминеме е дефанзивен дел, го разбираме, но е поедноставен дел. Јас секогаш сум кажал дека потешкиот дел е да мислиш добро за братот или за сестрата, да мислиш добро за себе, да мислиш напредно за тебе и за идните генерации, е секогаш поубавиот, но потешкиот дел, зашто бара континуитет. Инаку Јаков вика, ако некој верува, но се сомнева, што е? Пак е како бран фрлан од ветрот наваму и натаму. Го разбираме овој дел? Така да, ако нешто сме повикани, навистина сме повикани да благословуваме и тоа да го правиме во континуитет. Тоа да го правиме, што значи постојано. Така вика во Прва Солунците, бидете постојани во молитвата, во радоста и уште нешто имаше. И благодарењето. Браво. Така да, сте размислувале сигурно што е просперитет, зашто многу пати го спомнуваме тој просперитет. И просперитет е процут. И после вакви, не знам, драматични случувања околу нас, покрај сите работи што се случуваат, ние сакаме да видиме процут од нас самите, па во општеството. Имаше неколку колумни што луѓето би правеле кога знам дека кога Ирска појдоа на европско првенство или на светско беше, после 9 месеци од тоа се родија многу бебиња. Не Ирска, извини, Исланд. Што значи тоа? Доживеале процут во една работа и тоа подбутнало благослов во други сфери. Го гледаме овој дел. Значи, кога ќе видиме дека се случува процут кај некого во некоја држава и кога ќе се приклучиме со благословите, кој ќе го препознаеме истиот процут или просперитет што ние можеме да кажеме, ние се ставаме во позиција да бидеме дел од самото тоа. Така да ние како црква најверојатно треба да бидеме најгласни за процутот на едно општество, на еден човек, а не да го оставаме тој дел на другите институции. Голем овој дел, зашто е многу битно. Зошто? Зашто ако го познаваме тој што се создаде, тогаш ние како би реагирале поинаку? Освен да благословуваме, да се процути. Амин. Така тука сум пишал, просперитет е состојба на процут, каде што духовните благослови се манифестираат тука и сега во нашиот живот. Амин. Просперитет е благосостојба на праведникот кој пребива во мирот и радоста Божја. Мирот и радоста Божја. Знаете, сите многу светски книги, многу што се занимавале со процесот бизнисот, сегде го наоѓаат мирот и радоста како главни за едно општество, за еден човек да просперира. Ајде ќе го прочитаме 3 Јован, 1 глава, 2 стих.
И тие што ме познаваат или што им праќал пораки, ќе знаат дека овој ми е омилен стих зашто постојано го пишувам. Така, го најде? Тоа е тоа. Мил мој или мили мој, се молам да напредуваш во се и во добро здравие. Ќе застанам првен тука. Во се и во добро здравие. Многу пати поради презимање на некои лажни доктрини, ние знаеме да го тргнеме доброто здравие на страна, како помалку битно или како небитно, и да се занимаваме за другиве нешта, како просперитет, али доброто здравие не знам дали е добро битно, и тука заглавуваме. Доброто здравие и текако е битно. Амин. Не е битно за спасение, да. Преку добро здравие не може човек да спаси и да живее вечно. Тоа го разбираме. Но за да функционираш, доброто здравие и текако е битно. Така да прокламираме врз секој еден добро здравие. Да напредуваме во се и во добро здравие. Како се, Павле, Јован, како тука да кажува, се е еднакво со добро здравие. Ако ги ставиш на кантар, исто ќе бидат се и добро здравие. Зошто? Зашто многу пати знаеме тоа и по народни приказни може да го слушнеме, ако си здрав, се можеш. Да. Така да, не, ние се можеме преку Христос, кој не повикал да бидеме здрави. Амин. Така да, бдејте врз овие нешта. Мислам, да бдееме, тоа значи и за мене, да бдееме врз овие нешта, дека навистина нашето здравие треба да биде добро. Амин. Како што напредува и твојата душа. Вау. Значи, одејќи во црква, бидејќи член од една ваква заедница, слушајќи и читајќи го Словото, твојата душа несомнено напредува. И Јован тука не се сомнева дека нивната душа не напреднала, затоа и вика како што напредува, како што ја гледам дека вашата душа напредува. Дајте да не останеме само на тоа ниво и да напредуваме и во другиве работи што ви ги спомнав. Амин. И ова е некако дефиниција за просперитет. Тука зборот да напредуваш, на други преводи е ставен баш да просперираш. Ја го најдов, грчкиот збор е еудоходос. Е составен од два збора и еудоходос во буквална смисла значи да имаш просперитетно патување, што подразбира авантура. Ние ќе согласиме сите. Тоа го кажува и Павле, дека Павле вика што вика, го изедов патот, ја истрчав трката. Ние сакале или не ќеле, одиме одреден пат. Трчаме одредена трка. Понекогаш запињаме како на маратон, како на 100 метра, понекогаш трчаме маратон. Но знаете ли што е најубаво? Најубаво е да трчаме, можеби, штафета. Што значи тоа? Да се грижиме за што наследуваме и за што ќе оставиме во наследство. Амин. Секој треба да си да знаеме нашиот пат, да ги ставиме во Божите патишта, зашто вика Божите патишта се поголеми од вашите патишта и Божите мисли се поголеми од вашите мисли. И да се впуштиме во таа авантура. Ако сте гледале авантуристички филмови, ја верувам дека сите сте гледале. Авантурите се можеби најубави филмови за гледање, каде што има се и се што, но е проследено со комедија, проследено со убави моменти, каде што работите, тешките или проблемите се надминуваат. Амин. А ние патуваме заедно со нашиот Бог, Исус Христос. И така да сме на безбедно и сигурно дека нашите проблеми ќе бидат надминати. Ја многу пати знам да кажам дека од нас зависи дали ќе викаме проблеми или ќе ги викаме предизвици.
Зошто? Понекогаш убаво е да одбираме кои зборови го користиме, за да можеме на истите после да медитираме и да си го олесниме разбирањето на истите. Така да, предизвици имаме, но ајде да бидеме доволно авантуристи и на авантуристички начин фатени за рака со Христос да ги надминуваме нештата. Амин. Рекоме Еудо, добро ходосватување на одреден пат. Благосостојбата, самиот збор во македонскиот јазик, вика, кажува на тоа дека е состојба на благодат. Знаете што значи состојба на благодат? Дека не зависи од нас. Или дека не ја заслужиме ние. Благосостојбата во нашиот живот не ја заслужиме ние, но сум пишал препознаваме и од тоа зависи колку и ќе одржуваме. Благосостојбата не ја заслужуваме, ја препознаваме во Христос и од нас зависи колку и на каков начин ќе ја одржуваме. Амин. Да не се повторувам нонстоп кога од тоа од нас зависи дека нашиот пат, како што реков, е со Христос. Тоа што значи кога разбираме и кога не разбираме, Христос е тука да не подкрева, да не подига, да не подбутнува и да одиме. Мислам дека тоа ни е јасно и го разбираме. Реков дека мирот и радоста се во голем дел нештата во кој нашиот просперитет зависи и ќе зависи. Препознавајќи го мирот што е оставен од Светиот Дух во нас и радоста што ги надминува сите разбирања на светот, сите разбирања на проблемите во светот, сите разбирања на нештата во нашиот живот. Павле пробал да му се жали некако на Господ, преска го читав тоа, жалејќи се за трнот што му е ставен, и Бог му вика, имаш доволно благодат, и он после кажува, и ја го препознав тоа, и ради тоа, ја се радувам на неволите, се радувам и на маките. Вау. Павле препознал што е главното, дека мирот и радоста, она за која Христос проповедаше на големо. Амин. Псалм 37:4 вика, нашата радост е во Бог. Јас сум пишал тука, радост во Господ значи да се радуваш на животот. Многу пати знаете, секој човек има, ајде не се тие скриени мои чувства или емоции, али ја многу пати, посебно на тинџерите, сум викал дека еднаш сум човек што ќе стане од сабајле и светот ќе проба да го освои, и другиот ден или некоја нареден ден сум човек што сака да биде само сам во соба, сака да се слуша самиот себе си понекогаш. Така да ние ги имаме тие внатрешни борби. Зошто некој уметниците, ја се чувствувам некако уметник во тоа што го правам, некако уметничка душа во тоа што Господ го ставил во мене. И многу пати знаат да бидат кревки, нежни и да им треба само тишина, да им треба само мир, да нема многу луѓе околу нив. Но во друга страна Господ ставил нешто во нас, нешто што е поголемо дури од самите нас, а тоа е она љубов, она грижа за другиот. И така да, кога се наоѓаме во такви моменти, не е лошо, напротив, ние се запознаваме самите себе си. Да се радуваш за животот, тоа значи да го познаваш Бог, без разлика на околностите. Да се радуваш во животот, значи не да ги познаваш околностите, да го познаваш Бог. А што е, вика, вечен живот? Да те познаваат тебе, татко, единствениот Бог. Вау! Ние сме повикани да се радуваме на спасението за вечен живот, познавајќи го Него, единствениот Бог во нашиот живот. Радоста и мирот во сите нас ќе донесе еден момент каде што Христос постојано ни го
ни го повторува, а тоа е не плаши се. Не плаши се, јас сум со тебе. Не плаши се, имаш црква позади тебе. Имаш пријатели што ти се докажале позади тебе. Не плаши се. Ајде ќе одиме Исаија 40:10 да го прочитаме. Еден многу убав стих. 47. Не бој се или не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено или не се врти исплашено, зашто јас сум твојот Бог. Јас те крепам и ти помагам. Те подпирам со победоносната десница. Вау. Многу работи пробуваат да не уплашат. Понекогаш кога не можат најаве, пробуваат во сон да не заплашат. Многу работи, посебно неизвестноста за некои нешта од иднината, пробуваат да не исплашат. Знаете, сонува последно време многу сонови што ги видов исполнети. Но сонува многу сонови што пробаат да ме уплашат, а не се остварија. Статистички е докажано дека 90% од стравовите не се исполнуваат. Дека се тоа само наша перцепција која негуваме, да се плашиме да направиме чекор во непознатото. Да направиме чекор иако сме на работ на бездната. Да направиш чекор на работ на бездната е вера, каде што се впушташ во она што Бог го има за тебе. Зашто понекогаш бездната за нас е се она што ни пречело, се она што ни сметало да се види тој процес во нашиот живот. И ќе прочитам уште еднаш. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено, зашто јас сум твојот Бог. Јас те крепам и ти помагам. Те подпирам со победничката десница. Вау. Господ кој е Господ на воинствата, кој извојува сите победи и главната победа на крстот, каде што и смртта беше победена, ти вика, јас те подпирам со таа рака со која победувам постојано. Јас победувам со таа рака со која ги отворив морињата. Јас победувам со таа рака која ве ране додека бевте во пустината. Јас те подкрепувам со истата рака. Вау. И уште една работа што ќе ја спомнам за околу делот на просперитетот и околу делот на нашиот процуд во нас самите и во општеството е слободата. Не знам дали сте размислувале, али секој историски светот се борел, ако не за друго, освен за слобода. За слобода на движење, слобода на патување, слобода на говор, уште какви се не слободи ние препознаваме и гледаме дека ни фалат во едно општество. Но главната слобода, од која Христос дојде да не ослободи преку вистината, која е само Он, апсолутно Он и само Он. Другото се разбени на тези, полувистини, вистини кои имаат рок на траење, вистини кои сега се вистини, утре не вистини. Единствена апсолутна вистина е само Он. И само Он имаше храброст да каже: и јас сум патот, вистината и животот. Што за евреите беше ептен, болно, зашто отварајќи го свитото им кажа: јас сум патот, вистината, словото и животот. Амин.
Мислам дека во Јован 8:32 Исус им кажува од што дојде да ги ослободи. Може да го прочитаме. Ќе го најдеш ма? Матејче, го читам тука Матеј и Андрече Матејче. Добро е, добро е. Исус им рече, вистина, вистина, велам, од Мојсей ни дава леп, тоа го најде. Добро, нешто сум збунет, зашто Божиот леп е оној кој слегува небото, јас сум, окей. Најверојатно прва Јованова не е битно. Исус им кажува, прво им кажува за него, дека е вистината, и после им кажува дека вистината е таа што ослободува. Од што дојде Христос да нас слободи? Од тоа што не одвоеваше од Господ. Тоа беше гревот кој он го зема на крстот и на таков начин не доближи, не спои со Господ преку него, преку Христос. Така да, слободата е во голем дел. Зошто Исус кажува кој е? Го отвара идентитетското прашање, што во голем дел зависи слободата. Препознавајќи го нашиот идентитет во Христос, или колку го препознаваме, од тоа значи слободата наша. Идентитетот сазема голем дел. И тука сум пишал, само ако знаеш кој си, можеш вистински да бидеш слободен. Само ако знаеш кој си, можеш вистински на вистински да бидеш слободен човек. Споредбата со други е немање на идентитет и автоматски губење на слободата. Нешто што највеќе удира во сршта на идентитетот е споредувањето со други. Тогаш ти имаш дел на непостојаност, каде што го бараш другото во нив, зашто го немаш во тебе и го одбиваш она што и она за кое Христос те повикал. И на таков начин губиш слободата. Затоа идентитетот е толку битен. Не можеш да изгубиш, слободата не може да ја изгубиш, но можеш да ги изгубиш свесноста за неја. Слободата не е од нас. Али знаете, џабе некој е ослободен ако он, како што кажува Павле, слободни сте зошто пак и пак се враќате на јаремот на законот. На тоа што ви представуваше терет, проблем. Зошто пак се враќате на тоа. Така да слободата во глобала не се губи, зашто не е од нас, од Христос е добиена и е ставена во нас, но свесноста можеме да ја изгубиме со овие работи што ни набројавме, не знаејќи кои сме и споредувајќи се со другите. Зошто? Зашто не можеш, сум пишал, да ја изгубиш, зашто не си ја заработил. Да, нашето општество не учи да заработуваме работи. Во големи случаеви слободи се добиле со многу протести, со многу револуции, што биле добро за едно општество. Но кај Христос, Он е направи револуцијата, ние не. И Он ни ја донесе слободата, да бидеме слободни од оно што пред тоа не заробуваше. Он не стави од темнина да бидеме светлина. Да се живее слободно е да се живее по духот. И тогаш нема да ја спомнувате похотата на телото. Вау. И ќе завршам со ова. Ќе го прочитаме 2 Петрова 1:6. Второто послание Петар 1:6 да најдеш. Тоа што е во нас слобода, сум пишал, ни поставува стандард така и да живееме, она што го зборував минатата недела. А тоа е заради тие работи да ја вложиме сета своја сила,
да исполниме својата вера со доблест, а доблеста со знаење. Знаењето со самоконтрола, самоконтрола со трпение, а трпението со побожност, а побожноста со братолюбие, а братолюбието со љубов. Кога на ваков начин се учиме да реагираме, ние препознаваме слободата во нас. Зашто ако можете да видите во Јаков, Јаков зборува за законот на слободата. Како са слобода, а закон. Слободата има закон. Закон кој светот го нарекува наметнато врз нас, нешто што мораме, а ние го препознаваме како стандард и сакаме да го исполнуваме. А тоа е оно што го прочитаме во 2 Петрова 1:16. Да се надоградуваме на тие работи што веќе ги имаме. Но оно што веќе го добивме за живот и побожно, сега да го наградуваме со нашата иницијатива, преку благодата што Христос ни ја дал. Многумина ветуваат слобода, но не можат да ја испорачаат, зашто самите они робуваат. Затоа не можат да испорачаат слобода. Самите они робуваат. Може да те ослободи само човек кој е слободен, а нас лично не ослободи Христос, зашто е слободен. 2 Коринтини 3:17, Андрече, тоа ни беше пред 2-3 години стих, кажува дека каде што е духот, таму е слободата. И ќе завршиме во тебе духот, во тебе и слободата. Препознај ги работите, живи ги работите и впушти се во просперитетното патување, еуходонос или авантура. Останете им благословени. Амин.